се и само 3 места кои носат прволигашка кошаркарска перспектива. Ете, тоа би биле сосема наку со позициите за размислување, а и за евентуални прогнози пред конечниот расплет во првата Б лига во која двете најквалитетни екипи од нашава република речиси со идентични шанси на успех ги уришаат на врвот на табелата. А ако е веќе за жал известно дека Пелистер ќе напушти лигата, исто така известно е дека Металскиот завод Тито Скопје и Кожара Гоце Делчев Работнички имаат веќе опипливи и реални шанси за самиот врв. Скопје со предност од 2 бода, а Работнички со поповолниот распоред во финишот, секој на свој начин и од свој агол се разбира и со нагласен оптимизам и очекуваат конечната разврска. Двете места што го носат секогаш неизвестниот рулет систем плей-аутот се веќе објективно близу за обете скопски екипи и што е можеби голема и додатна предност и за Скопје и за Работнички е распоредот кој нуди една релативна неизвестност од натамошните успеси или неуспеси на директните ривали од врвот. Во моментов се чини дека позицијата на Тидоградска будуќност е неприкосновена, барем тоа го гарантираат засега 4 бодови предност, но надежта и за еден ваков подвиг, пласман на првата позиција и директен пат меѓу прволигашите, е голем предизвик и за едните и за другите. Посебно право на ваква надеж има екипата на Металскиот завод Тито Скопје, кој веќе в сабота во Чачак го игра можеби и мечот за најдиректна одлука, за едно многу поперспективна и можна измена на улогите со моменталниот лидер на табелата. Вистинските пријатели на спортот, посебно на кошарката, може само да ги радува она што во последно време се случува со некогаш најквалитетната екипа во нашава република, КГД Работнички. Не само поради серијата победи и поради кандидатурата за највисок пласман, многу повеќе поради она што е веројатно многу побитно во моментов. Екипата и клубот се на најдобар пат да ги остават за себе годините на евидентна криза, на резултати и на многу други нешта кои не одеа во чекор со амбициите, можностите и името на клубот. Посебно импресивен беше последниот настап на Работнички. Минатата сабота дербито против Будуќност донесе кошарка каква што неколку години не е видена во градскиот парк во Скопје. Исто така импресивна, покрај блескавата победа во дербито, беше она подадена и возвратена љубов и меѓусебно разбирање. Оној контакт и амбиент меѓу теренот и трибините повторно воспоставен, кој своевремено во минатото беа оној неизбежен заштитен знак и темел на многу успеси. Ете тоа се оние гаранции за разбудениот оптимизам кој доаѓа од Работнички, кој само до пред неколку недели се чинеше претеран, дури и неостварлив. Сега веќе не е така, напротив. Парк се игра дербито на 23-то коло на првата Б кошаркарска лига. Значи во ова 23-то коло играат како домаќин Годел Работнички против Металскиот завод Тито Скопје. До крајот на првото полувреме ќе го видиме финишот на првиот дел и комплетното второ полувреме во ова наша снимка. Остануваат уште 6 минути и 54 секунди во овој момент. Годел Работнички води со 32:29. Ова се две слободни фрлања, односно условни слободни фрлања, се избори право и за второ фрлање во лодер. Тој е негов четврти поен и Работнички, Годел Работнички има сам минимална пред од 2 поена. 32:30 до крајот дел, 6 минути 45 секунди.
Da vidime da li ovdje neko igiraše od košarkarite Pjetoer. Doseg ga postigne na ti poen. U ovaj moment od Sento koje je Vonapad, broj 5, broj 4 Sučević, Medić, broj Sotirovski, Snajeset. Vonapad je Metalski zavod Tito Skopje, da vidimo da li se to 3 sekundi ili pak lična greška od Radisavčević. Za Godel Rabotnički, Ilić broj 4, Bogosavljev, 15 Živčević, sa broj 13 Nović i sa broj 9 Zoran Radisavčević. Postojanovo prethodnite 14 minuti Godel Rabotnički se navođeše u malo vodstvo, 3 do 4, maksimum 6 pojeni prednost, slušno samo na početak odveše 6:0, a nekada od 3. do 4. minuta se pominula voznakotna jedna izjednačena borba. Sučević je najefikasен u ovaj moment u ove te ekipi, to je njegov, to beše njegovio 9 poen i 34:31. Vodstvo na Ločki. Trebali da me podsjetujem za važnost na ovaj meč. Jedan od onije nadprevarje za Godel Rabotnički, možda važan, možda značajan, to je nova trojka. Vtora trojka na Radisavčević, do 8 pojeni, treta trojka na Godel Rabotnički, 37:31. Pak nekada na svoje to najvisoko vodstvo doseka 6 pojeni prednost. Rekov, jedan od onije mečevi što treba da znači promocija, do kraja to se nuvat ušte 3 kola bez ovaj meč. So jednom noga, 199% eveke Godel Rabotnički prvo aligaš. Ne uspije napadot na MZT, Sega Rabotnički. Počnu jedan spokojen napad, Zivčević, Bogosavljev, to je Ilić, nema ništa od ofenziven skok da Vukadinović i Sučević počnu. Medić postigna nekoliko atraktivnije pojeni na početok. Skupno 6 dosega i da vidimo to je lična greška da broj 13 prv prekršak da Goran Vukadinović. Metalski od zavod Tito Skopje igrao početnata petorka. Godel Rabotnički napravi 2 izmeni, Zare Markovski trener od Godel Rabotnički napravi 2 izmeni i povleće od igra od početnata petorka, kapiten od Davidkov i playmaker od Petrušev. To se uslovni slobodnih frlanja za Dušan Sučević. Prvi od meč što ga dobija Metalcite na svoj teren, Vasalata Jane Sandonski, pominjava znakotna jedna navistina i izvanredna igra na Dušan Sučević. Ovo je beše njegov 10. poen, 37:32. Nešto poveke od 5 minuti da trajat na prvo do poluvreme. Ilić, Vukadinović, Radisavčević, Ilić. Pa se prvi poeni na Vlatko Ilić. Sigurno ogromna prednost ima domakinot, mnogo posilna klupa, to ga pokažuva i finišot na prvo to poluvreme. Medić, Voloder, Darko Knežević, se ušte ne postignul trojka. Jedna od najspokojnijih, najpreciznijih teraceva prva ta košarkarska liga. To je njegov 6. poen, 39:34. 4,5 minuti do kraja na prvi odel. Radisavčević, Bogosavljev. Bi rekao, ovo je najspokojniji, najmirniji odel od mečot. I da vidimo da li je to lična greška od Sučević. Taka pokažuva, ja se propuštiv na početak da vi kažem, deka meč odgovodat Beganović od Zagreb i Busato od Split. Ova odluka je donese sudijeta Busato. Rabotnički, Godel Rabotnički odavno je izlaze nad bonus od košarkarite na Metalski od zavod Tito. Metalski od zavod Tito Skopje ima 2, 3, to beše 5. lična greška, daleko se ušte od bonusa za 3 pojeni. Ne je to mesto na Zivčević. I gledajte jedna brzopleta akcija na gostite. Da vidimo, ne uspeja najprvim Bogosavljev i Zivčević i da vidimo Cetota. Nova lična greška na, mislim da je to broj 10. Veke, treta lična greška na Predraga Bogosavljev. Mala jedna presmetka. Prisustvujeme na jedna mala presmetka među simpatizerite na jedna tima drugota ekipa. Publika kako publika, si na svoje viduvanje na ovakvi sporni situaciji. Simpatizerite na Godel Rabotnički dosta često protestira protiv ovoj strog kriteriju na sudijite Busato i Beganović. 39:35, to je uslovni slobodni frlanja za Darko Knežević. 7. poen na Knežević.
Уште еднаш прецизен, вкупно 8, 39-36. Точно 4 минути до крајот на првиот дел. Радисавчевиќ, Илич, Вукадиновиќ, Радисавчевиќ. Убава акција на Радисавчевиќ и овде ќе има две слободни фрлања за Воислав Зивчевиќ. Мислам дека тоа беше лична грешка на број 9 Милан Медич. Така е, најоптоварен со лични грешки во екипата на МЗТ Медич. Исто толку три лични грешки имаат, по три лични грешки имаат Богосавлев и Јоловиќ во Годел Работнички. Досега Зивчевиќ постигна 4 поени. Ова е негов петти кош. Еве го и шестиот и пак се тоа ние солидни 5 поени предност за Годел Работнички. Володер играше брилијантно на првиот меч, беше вистински плеймейкер, изморено и водеше својата екипа до заслужената победа против Годел Работнички. Остануваат уште 10 на секунди за овој напад на гостинот Кнежевиќ. И во вториот обид Сучевиќ, да видиме кошот ке важи. И дали е тоа сега нова лична грешка на број 13, ако гледам добро, тоа би требало да биде Вукадиновиќ. Колку што можем да видам на семафорот, нешто не е вред. Лошо се бележени личните грешки, преоптоварење за овој дел од играта, веројатно нешто не е вред со големиот електричен семафор во салата во градскиот парк. Тоа беше 13-тиот, еве го и 14-тиот поен на Сучевиќ и 41-40. Дури 4 поени од овој напад постигна гостите, тоа го дозволуваат новите кошаркарски правила. И да видиме сега Сучевиќ. На Сучевиќ ова му е трета лична грешка. Слободи фрлање за Владко Илич. Онај мал пат некаде меѓу 15-та и 17-та минута на гостинските кошаркари. Еве тие повторно се стабилизира и сега сето тоа поминува во рамките на еден изедначен рамноправен надпревар. Две слободни фрлања за Илич. Постигна 2 поени од игра. Со овој од слободно фрлање вкупно 3 до сега. 42-40. Два пати е прецизен, 43-40. 3 минути и 10 секунди до крајот на првиот дел. Володер. И натаму Володер, Сучевиќ. Ја освои топката Кањевац, во меѓувреме веројатно забележавте и тој влезе во игра. На местото на Богосавлев, кој е можно значаен шраф во играта на кожарците. За 3 поени Илич. Меѓутоа, гледате Вукадиновиќ, нови 30 секунди. Нови 30 секунди за напад. Илич. Кањевац. Петрушев и тој се врати во игра. И да видиме дали е тоа Дарко Кнежевиќ, негова прва лична грешка. Во оние, така да речени, ситуации кога се бара позиција за борба под кошот и тоа ќе бидат условни слободни фрлања за мощна сигурната рака на Зоран Радисавчевиќ. Барем досега еден од оние играчи кои кошаркари на домакинот кој бие мощне, прецизно од полудистанца и постигна 2 тројки. Тоа беше негов 9-ти поен. Еве го и 10-тиот. Еве го и 10-тиот кош, 45-40. Володер. Медич. Не успеа Медич, убав скок на Кањевац. Това беше прилика за една убава полуконтра. И да видиме сега. Несигурен беше Вукадиновиќ, исправи
Петрушев, негов 9-ти кош и най-висока предност на Годел Работнички 47-40, неполни 2 минути до крајот на првото полувреме. Петрушев, тоа е негова прва лична грешка. Очигледна е намерата на агресивните, по-брзи и по-вешти и по-мали, се разбира, играчи на домакинот, кои се обидуваат да играат уште на противничката половина на плеймейкерот Володер, кој навистина тоа добро го прави. Гледате, профитираше Работнички. Нема право на второ фрлење Володер. Петрушев. Радисавчевич. Вукадинович па Петрушев. Има уште доста време за овој напад. И да видиме дали ќе има офанзивен скок. Сучевич останува 47-40. Володер. Сотировски. По обичај добро игра против Годел Работнички, меѓутоа Канјевац негова прва лична грешка, тоа ќе бидат условни слободни фрлања за Милан Сотировски. И знаете ситуацијата веројатно добро во која се наоѓа Металскиот завод Тито Скопје, ги загуби сите шанси, макар и за учество во годиначниот плей-аут. Тоа е една добра, солидна, квалитетна екипа. Годинава, навистина, промената на тренерот го донесе своето. Металците го менуваат стилот на играње и сигурно до крај неделе до израз несомнениот квалитет на овој тим, кои сите го вбројуваат како еден од главните кандидати за првите 3 места, меѓутоа во финишот, особено поради по-слабите игри на гостувањата, скопјаните, Металскиот завод Тито Скопје ги загуби сите шанси во трката со Годел Работнички, Белградски Раднички и Слобод Кралево, особено по неделниот пораз во директниот дуел со Слога 93-95 во Скопје. Сотировски има право и на второ фрлање, тоа беше негов 9-ти поен. Да видиме, нема никакви измами и во едната и во другата екипа. Десет поени на Сотировски, заедно со Сучевич и Кнежевич, најефикасен поединец. Малку насила, отприлика онака како што не сме да игра плеймейкер. Тоа го направи сега Петрушев. Медич, 47-42, се играат последните 60 на секунди. Сучевич. Радисавчевич. Позиција тоа за Илич. Прецизниот Илич, негов 6-ти поен, 49-42. Втор пат Годел Работнички има предност од 7 поени. 35-6 секунди до крајот на првиот дел. Володер. Медич. Убава акција и убава асистенција на Медич. Поентираше Кнежевич и сега ќе го проследиме последниот напад на Годел Работнички во првото полувреме. 49-44 е моменталниот резултат. Радисавчевич. Уште 10 секунди до крајот. Илич за 3 поени. Тоа е негова прва тројка, вкуп до 9 поени, четврта тројка на Годел Работнички. И надпреварот е завршен, 52-44, овие последни поени што ги постигна Сотировски не важат. Според она што видовме во првиот дел, добра предност остварија кошаркарите на Годел Работнички, би рекол резултатот подобар од играта, но во секој случај еден добар меч гледавме во првите 20 минути. Очекуваме да почне сега второто полувреме на мечот од 23-тото коло на првата Б кошаркарска лига во салата на Работнички во градскиот парк во Скопје. По првите 20 минути Годел Работнички и Металскиот завод Тито Скопје 52-44. 8 поени предност за првопласираната екипа во шампионатот. 8 добри 8 поени разлика со оглед на доста изедначеното прво полувреме, но кое баш токму ова највисока разлика ја оствари
Тој остварија кошаркарите на Годел Работнички во последните секунди на првото полувреме. Канјевац не се избори за оваа топка. Првиот напад во второто полувреме ќе го има МЗТ Скопје. Јаневски со број 12, тоа е првата од двете измени што ги направи тренерот Слободан Ивковиќ во вториот дел. Во игра и со број 14 Дробњак. Тоа се поени на Кнежевиќ, 12 негов кош, 52-46. Зивчевиќ. Кошарка важи и лична грешка на Дарко Кнежевиќ. Тој е негов втор прекршок, поени мошто важни за Војслав Зивчевиќ. Купно 8 на овој меч до сега и ќе имал доdatно слободно фрлење поради прекршокот на Кнежевиќ. 54-46. Прецизен Зивчевиќ, негов 9-ти кош и највисока предност на Годел Работнички. 9 поени разлика сега. Сотировски, во игра го нема Володер. Кнежевиќ и број 8 Канјевац, втора лична грешка. Јасно не беше тоа позиција за шут и топка од страна за МЗТ Скопје. 55-46. Неполна минута во второто полувреме. Јаневски, Медиќ. Убав влез на Медиќ. Тој негов 8 поен, вредниот Медиќ. Веќе 10 сезони е столб, еден стожерен играч на оваа екипа. Канјевац, Петрушев. Не е многу битна измената и екипата на Годел Работнички во вториот дел. Поточно истите 5 мина што го завршија првото полувреме и нова тројка на Илич. Купно 12 поени за само 5-6 минути. Пета тројка на Годел Работнички, 10 кошеви предност. Тоа е таа предност што му е донесла тројките. Ниту еден кош на 3 поени не постигна, ниту една тројка не постигна металците. Годел Работнички 5. Купно 10 кошеви разлика. Сотировски. Кнежевиќ. Да видиме. Тоа е број 15, Зивчевиќ. Тој прв ја подигна раката, негова прва лична грешка. Сотировски. И да видиме сега, мислам дека тоа е Илич. Прва лична грешка на Владко Илич. Овој пат две слободни фрлења за Дарко Кнежевиќ, кој со 12 поени, веднаш до Случевиќ, тоа се 20 најефикасни играчи во овете екипи, меѓутоа поените овие 58 поени во Годел Работнички се распоредени во 37 играчи. Кнежевиќ 13 кошеви. 58-40 би дал. Петрушев. Илич. Прекрасна асистенција на Илич и недонапелен е Канјевац. Беше една навистина убава акција која што мораше да резултира со поени. Медиќ. Нова лична грешка на мислам дека тоа број 14, не Канјевец, втора лична грешка на Илич, топка од страна и пак невнимателни кошаркарите на Годел Работнички. Нешто слично како во првото полувреме, кога доста брзо излегува од бонуса. Дробњак. За 3 поени, тоа е првата тројка и на Кнежевиќ и на МЗТ. Купно 16 поени, сега тој најефикасен поединец. 50 во обете екипи, 58-52. Петрушев. Греши Зивчевиќ. Исправи број 12. Тоа е Јаневски, негови први поени. Поени изгледат на брзина
Postigna 4 poeni, odnosno 6 poeni košarkarite na MZT i to je samo 4 koševi prednost za Rabotnički. 58-54. Dolgi 17 minuta do kraja. Petrušev trojica, vratila brzina. Njegova vtora trojica, 6 na Rabotnički, skupno 12 poena. Izborizala topka Zivčević. Teško se igra protiv njega u ovakvoj situaciji. Skupno 11 poena, 63-54. 63-54. To vidime. To je lična greška na broju 10. Četvrtki, prva se prva greška na ljeta. Možda ne posebno da ima da se Busato i se zašto. Petrušev. Zivčević. Ilić. Zivčević. Petrušev. Jedan dosta baven napad. Da li se to čekori od Slobodan Kanjevac. Pomaga sa svojite 208 cm odbrambenih zadaći. Novo napadnut je krajno nekoncentriran, nevnimateljen i gledate dve relativno lesni topki. Ne uspjeva da gi završi so nešto pokonkretno. No igra je Lazovski v ekipata na Metalski Tito. Skopje 63-54. Nedić. Zivčević. Njega to prilika da se otvori dobar kontranapad i broj 10, vtora lična greška na Milan Sotirovski. Veke, reći si 2 minuti bez poeni i najdrati na drugata strana. Petrušev. Ne uspea v ofanzivan skok Zivčević. Sa broj 7 Lazovski. Ušte Ednaš Medić. I konačno Zivčević je osvojila ova topka. Petrušev. Odnovo ne uspeva Zivčević. I dobra to je intervencija na Ilić. Petrušev. Sada bez problema. Konačno Zivčević u najasiti pošto da će bezopniti akciju i negativno drugata strana. 12 pojeni prednost za godine Rabotnički 6 i 5-54. Lazovski. Nedić. Ne prihvatja ova odluka na sudijata Busato. Kanjevac, međutim, to je njegova treta ili neka četvrta lična greška. Slobodni fordanja se to za Milan Medić. Dva pati precizan Medić, skupno 10 poeni i 56-65. 9 poeni prednost za Godila Rabotnički. Lična greška je to na Lazovski, međutim topka od strana, nema slobodnih fordanja, zaušte se daleko od bonus od gostite. Metalski zavod Tito Skopje, gosti na ovoj meč. Davidkov se vratio u igra. Ušte naš Davidkov, Kanjevac. Pravo vracate na Sotirovski. I vjerojatno naskoro će mora da reagira i Zara Markovski i mora da ga povleče od igra. Totalno indisponiraniji od Kanjevac koji napravi nekoliko nesvatljivi početnički greški.
Ima pravo i na vtoro slobodno otvrlanje Sotirovski. Dva pati neprecizan. Spasuva Kanjevac. Davidkov. Zivčević. Kanjevac. Uštedna Zivčević. Svega dođe, dragi gledalci, do ona najavena izmena. Povlačenje Kanjevac, svoj igrač se vraća na njegovo mesto Predrag Bogoslavljev, postigne samo 6 poeni, igrač je nešto poveće od 10 minuti u prvo toplure, međutim optovarenje sa 3 lične greške, vjerojatno za to trener od Zarava Zareja Sisinovan Markovski zadržaše predolgo na klopata. Poeni se trona Davidkov, skupno 8, prosega 69-56, 30 koševi razlika, da li konečno Godova Rabotnički je pravio ona rešavačka razlika koja će mu garantira jedan bezbeden finiš i siguran pat do 21. pobjeda koja najvjerojatno će znači i jedan ušteden, krupen, ogromen dolg čekor do prvata košarkarska liga. Samo da me podsjetam, do kraja na ova sezona za prvo plasirana ekipa ostanula kako i za Sitesa razbira ušte 3 kola. Dve gostuvanja vo Čačak protiv Borac, najpravim vo Belgrad protiv OKK Beko, OKK Beograd. Pojeni se to na Drobnjak, prvi na ovaj meč. Vo međuvreme treba da odigra i posljednji od nadprevar Godova Rabotnički vo Skopje protiv ekipa na Kosovo Pole, jedna najslabite ekipe vo ova konkurencija. Za 3 poeni šutira se Davidkov, njegova prva trojka, skupna 11 koševi, sedma trojka na Godova Rabotnički, 72-58, 14 sljedeći razlika. Vjerojatno ljubitelji na košarka, je znat sasvima precizno. Situacijata košarke važi. Na prvo beligaško do 20. koš na Petrušev. Ima i dodatno slobodno prlanje. 2 boda prednost. Mnogo podobar bilans među sedmice sred imat košarkarite na Godova Rabotnički sporedba, na primjer, što Belgradski Radnički i može da se dozvoli takav luksuz do kraja da bude uštedna sporazum. Rabotnički se to da ne znači ništa nekonečno predoslet. Predate sami, Barbeni od Petrušev, uskada se izbori za novi bez slobodnih kolanja. 74-58. To se golemi 16 pojeni razlika, imajte dolgo da se igra do kraja, 17 minuti 47 sekundi. Međutim, to se minuti na Godova Rabotnički. Sigurno motivite na Metalski zavod Tito Skopje ne se oslična priroda, gi zagubija. Metalcite site šansi realni, duri teoretski vo borba za play-outot i dokoliko to beše jedan meč od takva važna, dokoliko MZT beše vo ta trka, sigurno ovaj će beše mnogo poneizvršen naprevan. Petrušev 18 poeni, to je najefikasniji pojedinac vo Godov Rabotnički, patem je zaravoti svoja treta lična greška, 76-58, znači 18 poeni razlika na 11 minuti, 43 sekundi do kraja na meča. Volodar se vratila igra. Eto, to je i pad i razlika vo kvalitetot. I on je igrač, tako ne rečena ta prva petorka na Metalski zavod Tito Skopje i igrači tog klupata. Greši Medić. Mislim da će to biti za 3 poeni, vtora trojka na Davidkov, skupno 14 poeni, 8. trojka na Godov Rabotnički i 21 poen razlika. 79-58. Tučević. Medić.
Поени са тоа на Медич, први во второто полувреме, купно 12. Петрушев 79-60. Давидков, Богосавлев, Вукадиновиć и да видиме број 4, тоа би требало да биде трета или четврта лична грешка на Душан Сучевиć. Него повтори мечот од првиот дел на првенството, кога играше навистина брилјантно против Работнички во салата Јане Сандански, се враќа во игра Кнежевиć. А тоа се сега две слободни фрлања за капитенот на Работнички Давидков. Во второто полувреме навистина игра добро Давидков, постигна две тројки и еве го меѓу најефикасните играчи на теренот со 16 постигнати поени. 81-60, втор пат 21 поен предност има Годел Работнички. Сгреши Кнежевиć, не беше мирна, не беше прецизна неговата рака. Давидков. Сега да видим, имаше прилика да најпрви Вукадиновиć, па Зивчевиć. Број 14, тоа е лична грешка на Дробњак. Прв прекрасен, прва лична грешка на Дробњак, две слободни фрлања за Бојо Зивчевиć. Во овој шампионат игра навистина во променлива форма. Одигра неколку навистина изморедни партии, даде неколку изморедни игри, меѓутоа се беше тоа комплетно погледнато во рамките на еден просек и далеку под неговите објективни можности. Дробњак. Кнежевиć беше внимателен, сигурен, вечерва индиспониран, иако е еден од најефикасните играчи на овој меч. Ги нема неговите тројки, ја нема неговата мирна, прецизна рака. 22 поени предност е за Годел Работнички. Да видиме, за 3 поени шутираше Давидков, Зивчевиć. Уште еднаш Давидков. Убав лев. Нови поени на Јордан Давидков. Негов 18 поен крупно. И 84 према 60. 24 кошеви предност за Годел Работнички. Веројатно е тоа крај на сите надежи на гостинот. Мотивот го прави своето, директор и квалитетот, кој е евидентно на страна на постариот лигаш. Но не и екипа која има поголеми подолг прводелигашки стаж. 9 минути и 13 секунди до крајот. Висока предност, високо водство на Годел Работнички. До крајот останува само една обична формалност. Така вели резултатот, така делуваат противниците во овие минути кога се кршеше и резултатот и кога се конечно и дефинитивно посе изгледа дека Работнички успеа да го скршува порот на МЗТ Скопје. Последните поени на Воислав Зивчевиć, атрактивно, 16 кошеви. Сето тоа сега се претвора во една навистина прекрасна екзибиција на кожарците. 16 кош е тоа на Сучевиć и 86 према 62. 8,5 минути до крајот. Петрушев. Вукадиновиć, Давидков, само уште 5-6 секунди за овој напад. Богосавлев мора да шутира. Тука некаде на истекот на 30 секунди, колку што дозволуваат правилата, предрак Богосавлев го постигна својот 8 поен. 88-62. Володер. Кнежевиć за 3 поени.
Katastrofalno loš procent na realizacije ima na ovaj nadprevar. Greši Zivčević, Voloder, Sučević i Sotirovski. Gledate, su teški, Maki je jedna jednostavna topka uspija da je pretvori vo 12. poen. 88-64. Petrušev za 3 poeni, međutim, da vidimo da li će ostane topkata. Kaj košarkarite na Godova Rabotnički ne uspija i Bogoslavljev, Knežević i svega Petrušev, četvrta lična greška. Izmeni Godova Rabotnički koji se vratat od početnata, od prvata četvrka, Vladičevski i Jolović na mjesto na Đukčević i Vukadinović. Neki odigra najdobra prvi 10 na 12 minuti Vlatko Vladičevski, i pa vjerojatno ljubitelite na košarkama kod desetak. Ona je govorata izvanredna igra vo 20. kolo protiv Zorka vo Šabac. Postigna 28 poeni i beše kreatorna pobjeda tada. Može bi šampionska da pobjeda na Godova Rabotnički. Knežević dva pati precizno, 18 poeni skupno, 88-66. Jolović. Davidkov. Broj 10. Medić, odnosno Sotirovski. Pred njegova treta lična greška, jedni i drugi da se izvezeni od bonusa i sasvim normalno uslovni slobodni podlanja za kapitanot na Rabotnički Davidkov. Nepogrešljivo igra Davidkov vo vtorото poluvreme, kapitenski, gotovo i ne zna da promaši, nego 20 poen. Svega to je i najefikasniji od pojedine na terenu, 90-66. Voloder. Sučević. Vladičevski. Davidkov. Ušte naš Davidkov. Teško je da se igra protiv njegov košak. Možda je snažen, iskusen, rutiniran, precizan, 24 poen, 92-66. 26 poen razlika. Ostvarova Godova Rabotnički na 6 minuti i 15 sekundi pred krajem. Sučević. Broj 11, Davidkov lična greška. Apsolutno identični su ovi nastapi na Godova Rabotnički Salatovo-Gradski park. Veći si nasiten od prevario, odigrao jedno bledo, jedno podlovo poluvreme. Čovjekovo stvorio delu, stvorio poluvreme delova kako jedna tekolna mašina. Tako igra i na ovaj meč. Voloder. Jedan od redkite poeni, vkupno 6 na ovaj nadprevar na Vladimir Voloder, 92-68. 5 minuti i 45 sekundi do kraja. Dva pati identično Jolović i Davidkov i da vidimo broj 10 je to, a taka je Sotirovski, njegova četvrta lična greška. Uslovni slobodni podlanja za Davidkov. Davidkov go postigna svoje 23. poen. Evo go i 24. 94-68. Do kraja ostaduva točno 5,5 minuti. Voloder, Medić. Ne uspeja Petrušev. Kazni Voloder, njegov 8. poen. Petrušev. Bez pozicija, malko nasila, međutim rezultata dozvolila i ovakav luksus, ovakva po malku bi rekao i neodgovorna igra.
Vraćena brzina Volodar со својот 10 поен, 96-72. Сега е очигледно дека кожарците бркаат стотка. И тоа се чекори од Владичевски. Најефикасната екипа во првата Б кошаркарска лига. Веројатно знаете добро, Годел Работнички со просек на постигнати поени повеќе од 100 на секој меч. Петрушев. Не знам дали е најпрецизна мојата евиденција, тоа би требало да биде првиот играч кој поради подлична грешка. Ќе напушта играта, 4 минути и 46 секунди до крајот. И сосема би рекол наместо и логична измена во игра Зоран Радисавчевиќ, еден од подобрите играчи на Годел Работнички во првото полувреме. Слободни фрлања за Володер. Това бе 11, еве го 12 од негов поен. Давидков, 96-74 во овој момент до крајот 4,5 минути. Богосавлев. Не беше тоа сосема логична позиција за удар и еве Богосавлев кажува една грешка, може би еден прекршок недосуден над Володер, еден од ретките пропуси на судиите Бегановиќ и Бусато, 98-74. Володер 14 поени, откако попусти концентрацијата на и откако ја обезбеди победата Годел Работнички. Володер нанижа дури 8 поени. Тоа е лична грешка над Владко Владичевски и еве прилика и тој да се запише меѓу стрелците. Тоа доста минути, имаше доста минутажа во првото полувреме, меѓутоа доста некако индиспониран беше, непрецизен. Направи повеќе грешки, сигурно неговиот квалитет не е доведен под сомневање, но ете имаше право на слаб ден по на вистина извонредна игра против Зорка во Шабац. 98-76 е неполни 4 минути до крајот, 3 минути и 59 секунди. Играта ќе продолжи со овие условни слободни фрлања за Владко Владичев. Тоа е првиот поен на Владичевски. 99 за Годел Работнички. И 100-76. Тука некаде 20, ова е 24, предналку имаше 26 поени разлика, тоа беше највисокото водство на домакинот. За 3 поени Володер. Многу поени во втората полувреме, особено во овие последни 2-3 минути, вкупна 17 и тоа е втора тројка на металците. Володер нова лична грешка, трета или четврта. Сега доаѓа до измена, очигледно дека и Слободан Ивковиќ нема никакви илузии дека може да дојде до пресврт во овие престанати 3,5 минути во игра. Прв пат Настев со број 13 на местото на Сучевиќ. Две слободни фрлања. Купно 12 поени за Радисавчевиќ, 102-79. Володер. Тоа е позиција за Кнежевиќ, кога е во добра форма, ретко промашува вакви ситуации. 21 поен, негова прва тројка, трета на металците, 102-82. Радисавчевиќ. Богосавлев, Радисавчевиќ. Нова тројка. Навистина само 15 поени, 3 тројки, но неверојатна прецизност.
Nemame ovdje kompjuterska odработка na podatočite, no ovaka tuka nekada je okolo 80% realizacija ostvari na ovaj meč. Zoran Radisavčević uspio ti je parametrično za jedan od najdobrite igrači na ovaj meč. 105-82. Toga dve slobodni slobodnja za Knežević. Među najefikasnite, ovo je njegov 23. poen, 24. dosega Davidkov. To se dvajicata najefikasniji pojedinci do sada. Minuti i 40 sekundi do kraja. Lazovski. Sotirovski. Medić. To će biti napad za metalcite. 2 minuti i 26 sekundi do kraja. Lazovski. Medić. Kraj nego beše Bogosavljev, od teška pozicija, Medić go postignova svoje 14. koš, jedan od retkite poeni njegovi u vtorото poluvreme. I njegovo pametim evo podobro izdanije, međutim daneska uopšto kompletната ekipa na metalcite beše vo site elementi na ova igra nadigrana od poambiciozni od i u ovoj moment mnogo popodgotven protivnik. Ostanovamo napad Godel Rabotnički, 1 minuta 51 sekunda do kraja. 106-86. Jolović. Davidkov. To će biti sudijska topka. Se razvira spored pravilata. Ke se borat za najdobrite skokači, Nastev i Bogosavljev. Radisavčević je osvojio ova topka košarkarite na Godel Rabotnički. Bogosavljev. I da vidimo, košot ne sme da važi, to je lična greška na novovlezeni od Lazovski. I to se uslovni slobodni frlanja za Davidkov. 1,5 minuta do kraja. Sve vek je rešeno. Košarkarite na Rabotnički, na Godel Rabotnički, veke možete slobodno da razmisluvati za dvete posljednje gostovanja. Najprije vo Belgrad protiv OKK Beograd, vo posledното kolovo Čačak protiv Borac. Od ovije dve gostovanja će morat da donesat samo 2 boda i su pobjeda protiv Kosovo Pole će go potvrdat prvoligaški od status koji odavno go zaslužuje ova konkurencija. Broj 10, to bi trebalo da biti lična greška na Bogosavljev, njegov 4. prekršok. Dobro se kalkuliraše su njegovite 3 penala od prvoto poluvreme. Točno 60 sekundi do kraja i to se uslovni slobodni frlanje za Milan Medić. Nema pravo na vtoro frlanje. Mnogo promašuje daneska večerva košarkarite na MZT. Vladičevski, od teška pozicija, košotke važi, ima i dodatno slobodno frlanje, skupno 4 poeni na Vladičevski,
108-86. Остануваат до крајот уште 47 секунди. (109-86). Лазовски, Сотировски, Настев, греши Настев, Радисавчевич и елегантно, ефектно, мајсторски го постигнува својот 26-ти поен Јордан Давидков. 111-86. 20 на секунди остануваат уште до крајот. Тоа ќе биде судиска топка. Љубителите на кошарката во салата во градскиот парк веќе ја поздравуваат 21-та победа на Годел Работнички. Во поинаква ситуација, сигурно тоа ќе беше многу потежок пат до овие значајни бодови, но против противникот кој очигледно ги немаше идентични мотиви. Многу полесно, со една рутинска игра, без многу напори, кожарците дојдоа до овие бодови во градското дерби. 18-ти поен беше тоа на Радисавчевич. Последни моменти на мечот и 113 спрема 86. 14 и 13, 27 поени разлика, висока, убедлива, рутинска победа на Годел Работнички. На крајот на оваа снимка останува само уште толку да ги подсетам, а тоа без друго добро го знаат љубителите на кошарката во нашата република, дека до првата сојузна лига, до враќањето во првата кошаркарска лига за Годел Работнички останува само уште еден проблем, и тоа да се реши проблемот или во Белград или во Чачак во последното коло. Значи од двете последни гостувања да се донесат уште 2 бода. Мислам дека е тоа остварливо, дека ова мощна квалитетна, веќе моќна екипа ќе може и ќе знае и ќе умее да го направи тоа на последните 2 гостувања. Значи во Скопје, во 23-тото коло на првата Б кошаркарска лига, Годел Работнички, Металскиот завод Тито Скопје 113 спрема 86. Пријатно.